Господин Витанов, имате збор, вашите 10 минути. Благодарам, почитувам председателя. Навистина ми е жал, што цел ден, повеќе од 12 часа чекам за да дојдам на ред за својата дискусија, меѓутоа подобро е било кога отколку никогаш, бидејќи состојбата е крајно сериозна, дури јас би сакал да кажам и алармантна. Македонија оди на предвремени избори, иако сите знаат дека ова се клучните и историски моменти на Република Македонија, каде што за прв пат после 1000 години имаме позитивно расположение во светот за Република Македонија, но ќе ми дозволите, председателе, тоа вам ќе ви се допадне, и за македонската нација. Најголемата светска велесила, начело со нејзиниот председател, лично се залага Република Македонија да го добие она што со милениуми го заслужува. Ние му вртиме грб. Република Македонија има искрен пријател во Република Словенија како председавач со Европската Унија, ние и вртиме грб. Јас оваа влада, тоа сите го знаат во Република Македонија, многу ја почитувам. Затоа што е влада посветена на економијата. Меѓутоа, повеќе од било која влада во Македонија, ја почитувам Македонија. Кога имаме искрени пријатели секаде во светот, ние влегуваме во класично грчко сценарио. Ние можеби не знаеме, но сме во војна со Република Грција. И тоа крајно сериозна војна, каде што Грција покрај тоа што ги асимилира македонците во егејскиот дел на Македонија, се обидува да ги асимилира македонците овде во Вардарскиот дел на Македонија. Се извинувам, и ние наместо да, тоа е војна, председателе. Може да Васкопулос се наоѓа во болница под сомнителни услови. Тоа е војна. Наместо тоа, ние влегуваме во устата на лавот и викаме: не ни треба Џорџ Буш, не ни треба Словенија, нам ни треба рейтинг, нам ни требаат нови избори. И јас сум за нови избори, да не се разбереме погрешно. И мене ми сметат 2000 амандмани на СДСМ и на ДУИ, што за било што ги поднесуваат. Еве и ова овде ми смета што е на ДУИ. Меѓутоа, ми смета кога не се става македонскиот интерес пред се. Зборам за државниот сега. Република Македонија треба да оди на предвремени избори, но на 1 јули, кога Саркози ќе не пречека како председавач со Европската Унија. До 1 јули ние имаме агенда која што се брои со денови и со недели. Америка рече: keep the momentum, од името на Нуланд. Keep the momentum, господине председателе, кој сте полиглот. Значи, одржете го моментот. Сега Република Македонија има позитивен став светот кон неја и ние кон светот. Нам ни треба пиар ефект. Денеска председателот на владата, преку Сител телевизија, на целата македонска нација кажа дека овој парламент не работи. Тоа е точно. И тоа не кажа дека и негови коалициони партнери овде седат до 14 часот максимум и после ги нема од собранието. Ова сепак не е допустиво. Исто така не кажа дека пред само 2 месеци и неговата партија го напушташе парламентот. Ова сепак е политика на егоцентризам. И да ви кажам искрено, егоцентризмот не е измислица на ВМРО ДПМН. Егоцентризмот подеднакво го практикуваат во овие 15 години и СДСМ и ВМРО ДПМН. Ама ја забораваме Македонија. Ова се клучни моменти. Дајте сите заедно да се договориме овде кои што си ја сакаме државата. А јас верувам, колеги пратеници од власт, дека сите вие сте такви, затоа што лично ве запозна во овие години. Ви го знам патриотизмот во срцето. Одважете се. Одложете ја оваа седница. Имаме координатори, имаме председатели. Следи викенд. Седнете за викендот, затворете се сите координатори и председатели, не излегувајте заедно со председател на државата, заедно со премиерот и заедно со представници на Америка и на Европа, тоа се словенци и американци.
наши декларирани пријатели. Па во понеделник ако треба ќе распишеме избори. Иако мојот совет е 1 јули, кога Саркози не пречекува. Кој да победи на овие избори, драги мои пријатели, кои што по име и презиме ми станавте семејни пријатели од двете страни, кои што не ве двојам никако поинако освен по патриотизмот, да седнеме заедно, наместо Саркози нас да не пречека со предлогот кој да е новата влада. Централна република Скопје, Централна Балканска република Скопје, бидејќи ништо друго од Саркози и од Грција не се очекува, дајте ние нив да ги пречекаме. Keep the momentum, што би рекла Нуланд. Јас сум свесен дека е тежок штитот на Александар Македонски. Затоа 2000 години сме негирани. Ама затоа ќе докажеме дека го носиме штитот на Александар Македонски со заслуга. Лесно е да се бега од одговорност. Ама тоа не е ништо друго освен политичко класично дезертерство. Па вие имате мандат и јас имам мандат и затоа ја поддржувам оваа влада. Оваа влада е економска влада, а треба економски патриотизам. Зошто бегаме? Го имаме мандатот. Ако работиме на економија, никој нема да гласа за СДСМ ако тие спречуваат, ама тоа не го спречуваат. Мораме да бидеме искрени да кажеме дека сепак ние бегавме од ЕУ темите. Мораме да бидеме искрени да кажеме дека ние бегавме од економските теми. Дајте сите да се погледнеме во очи. Еден мој пријател, господин Кафеджиски, 30 годишен директор на многу важна институција, вели дека сите ние сме свесни, ама човечноста се познава по тоа дали сме совесни. Тоа ото, разликата од свеста во совеста е ореолот што сите ние го носиме со нас. Великденски пости се, господине Груевски. Немојте да паѓате на искушение во време на пости. Демохристијан сте. Што смета зошто во 24:00 држиме вакви овде циркузи, да ги кажем? Зошто не преспиеме? Зошто не го искористиме викендов? Зошто не се искоординираме? И онака се фрли доза на сомнеш за сите обвинувања и за ДИК и за тоа кој ќе ги распише изборите. Еве, јас се уште не знам кој ќе ги распише изборите. Зошто да има сомнеш? Па ако ние излеземе со чиста совест пред граѓаните и ако имаме добри аргументи пред граѓаните, нема да се плашаме кој ќе биде претседател на ДИК. Дајте да се искоординираме. 24 часа ништо не изначат на Република Македонија, плюс или минус. За да не останам нејасен, јас пак ќе ви кажам, и јас сум за предвремени избори. Ама дајте ние да го надитриме Саркози, а не тој нас. Сите ние сме свесни дека цела нација е нервозна. Наместо јас утре да бидам во Охрид, каде што има годишно собрание на берзата и каде што оваа влада ќе го добие вистинскиот фидбек за тоа како работи на економско поле, ние овде дискутираме за тоа како полесно да ја уништиме и државата и економијата. Запамтете една работа. 10 април 2008 година е многу по-тешка дата од 10 април 2001 година. Тогаш Дуи пукаше на Македонија. Сега Дуи со ова и става бесилка на Македонија. Ова Дуи го прави свесно или не знам, ама во интерес на Грција, во интерес на Бакојани, во интерес на премиерот на Грција, во интерес на Саркози, кој што верувам не знае дека не збори од името на француската нација. Да преспиеме, да ја прекинеме овде оваа денешна наша седница, да се искоординираме утре. Ако се договори утре да одиме на избори, да одиме. Ама немојте брзоплето да носиме одлуки како што брзоплето го донесовме Крушевското востание. Сите историчари во Република Македонија се сложни дека брзоплетоста во Македонија многу често била погубна за Македонија. Вакви шанси добиваме еднаш на 10 века. Тоа беше Филип Пети кога изгуби битката на Пинта, денешен Прохор Пчински, тоа беше цар Самуил и тоа е сега. Меѓутоа денеска интересот на Република Македонија е идентичен со интересот на една светска велесила. Лично Џорџ Буш, лично се залага за Република Македонија. Дури не збунува ваквата љубов кон Македонија. Ако тоа не го искористиме, никој во иднина нема да ни прости. Јас, простете, не сакам да бидам во тие. Дедо ми учеше вака. Честа, синко, не може никој да ти ја земе. Можеш само сам да си ја изгубиш. Јас, мојата чест, сепак нема да се изгубам вечерва, во раните утрински сати или кога ќе се гласа. Сум за предвремени избори, да не се мисли дека и јас сум тука приврзан за ова столче. Меѓутоа, прво да видиме, да направиме што викат американците cost-benefit анализа. Што добиваме, што губиме.
Простете, ама јас тоа не го слушнав ниту од лидерот на власта, на позицијата, ниту од лидерот на опозицијата. Ние овде се вреѓавме, ние овде правевме циркузи, ние овде се надитрувавме, ние воопшто не расправавме со аргументи. Затоа се наоѓаме на ова поле. И на крај да завршам. Тоа што граѓаните очекуваат од нас е намалување на стапката на невработеност, зголемување на странски директни инвестиции, зголемување на GDP-то и секако тоа што е најважно, намалување на странскиот дефицит. По сите тие 4 критериуми ние сме на исто ниво како во 2005 година. Благодарам. Благодарам и аз, господине Витанов, на вашиот инспиративен говор. Реплики?